Со разгледување и постапување по 7900 барања за легализација на бесправно изградени објекти, општина Тетово прави обиди за справување со урбанистичкиот хаос на градот. Од нив 587 предмети добили урбанистичка согласност, 528 предмети имаат заклучок за да платат надомест за добивање на решение за бесправно изградениот објект, 2837 предмети за решение со правосилност и 3948 предмети со заклучок за запирање на постапката за дополнување на документи. Но досегашното искуство на секторот за урбанизам Тетово говори дека во постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти се појавуваат разни проблеми и пречки. Една од причините од пречките е недоставување на геодетски елаборати од страна на барателите. Иако биле редовно информирани, некои уште не доставили елаборат. Елаборатот е многу важен документ, без кој не се може понатаму. Од друга страна, има многу странки што не ја вршиле уште исплатата на доместокот и тука понатаму не може да действуваме. Голем број на објекти се изградени на површини, на јавни површини. Јавни површини кои не се толку битни за општиот интерес, сме гледали кроз прсти, меѓутоа на тие јавни површини кај што се предвидува отварање на патишта, на тротоари, тука не може да попуштиме. Тие предмети ги упатуваме во Советот како највисок орган, за да видиме ако стварно некои улици или патишта кои се планирани, а нема шанси да се отварат на лице место, ќе се коригира планот и тие предмети ќе се решават. Голем број предмети имаат проблеми со собственоста. Знаете, со автоматизам, кога се направи авионскиот снимак, у градот сите имоти се префрлија како имот на РМ, после кој странките морале посебно барање да поднесуваат за да им се запише имотот во катастар на недвижности, каде што не е лесна работа и тоа со дополнително плаќање и уште голем број луѓе уште тоа не го средили, затоа и ние не може да постапиме понатамо. Имаме и објекти кои се изградени вон градежен реон на опфатот на генералниот план на општина Тетово и тие предмети ќе се упатуваат во Совет на општината, па со наредните чекори за изработка на генералниот урбанистички план кој ќе се предвидува и проширување на опфатот, веројатно и тие објекти ќе се вклопат под услов да не се во јавни површини кои се предвидени за патишта. Покрај презентацијата од страна на секторот за урбанизам на денешната средба на граѓани од Тетово, им беа доделени и 12 решенија за легализација. Со цел тие да стекнат потполно право на собственост за нивните објекти. Од почетокот на спроведување на процесот за легализација, врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, општина Тетово прими и постапи по вкупно 7900 барања. Од овие причини слободно може да констатираме дека од општина лидер за бесправно изградени објекти, денеска сме општина која има солиден пристап и солидна динамика на третман на овие предмети. Доброто одбивање на процесот на легализација представува еден од приоритетите во активностите на оваа општинска администрација. И поради тоа, нашата активност ќе продолжи со исто темпо, додека резултатите секако ќе придонесат во решавање на урбанистичкиот хаос и проблемите со кои не се соочуваме само ние, туку и сите општини во Република Македонија. Ја користам приликата да апелирам до сите корисници на социјална помош да поднесат барање до регионалната единица на Агенцијата за катастар на недвижности, бидејќи истото, според последните измени на Законот за катастар, се обврзани бесплатно да им ги изготват геодетските елаборати. Ова важи, значи, за тие граѓани кои, согласно на Законот за легализација, имаат пријавено документи и истовремено се корисници на социјална помош. Комисијата за легализација на бесправно изградени објекти, која функционира во рамки на општината, секако дека е активна секојдневно и затоа и им апелирам на граѓаните да ги користат сите овие можности за да ги затворат овие прашања кои се битни за нив, но секако и за нас како град и како општина.
Градоначалничката Арифи потсети дека крајниот рок за легализација на бесправно изградените објекти истекува на 15 декември годинава, што напомена дека граѓаните не треба да го чекаат овој датум за да ги легализираат своите објекти.